Everybody's going to the party, have a real good time. Почитувани гледачи на македонската телевизија, добар ден, ја следите репортажата од првиот FIBA 3x3 турнир на територијата на Република Македонија, кој што во организација на Сдруженијето 3x3 баскетбал и Агенцијата за млади и спорт во соработка со Македонската кошаркарска федерација и со спортскиот центар Борис Трајковски се одржа на платото пред градската фонтана во градски парк во нашиот главен град Скопје. Освен 15 екипи што беа поделени во 4 групи на турнирот, гледавме и неколку наши интерпретатори и интерпретаторски групи, хип-хоп танчери и паркур. Имаше многу забава за публиката, се шутираше од крајот на теренот, шутиравме слободни фрлања, доделивме скромни, но и вредни награди кои што ќе видат. Да уверам дека овој настан, овој ивент ќе се остварува широк цела Република Македонија. Овој ивент ќе ги натера дечињата се повеќе и повеќе да учествуваат, да се мотивираат, да на некој начин заземат место во кошарката и во 3x3 турнирите. Како што знаете сите и како што најавија, 3x3 турнирот е веќе олимписка дисциплина и се надевам дека за брзо време Република Македонија ќе има екипа која што достојно ќе ја представува на Олимпијадата и веќе се надеваме на престојната од 2020 година. Оваа прилика ќе ја искористам и да ги поздравам и да им се заблагодарам на Кошаркарската федерација која што макотрпно и несебично ни се придружи во организирање на овој ивент. Исто така и директорот на спортскиот центар Борис Трајковски кој што ни помогна во организацијата на самиот ивент. Се надевам дека во иднина исто вака ќе имаме одлична соработка и заеднички ќе ги остваруваме, организираме сите вакви ивенти. Се надевам дека ќе има одличен надпреварувачки дух и се надевам дека овој настан ќе биде настан каде што ќе има многу голема дружба. На почетокот воведниот збор му припадна на директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски, кој што го отвори првиот FIBA 3x3 турнир во Македонија. Првата танцова точка им припадна на Breaker Leg, танцовото студио кое што е јуниорски светски вице-првак. Го освои второто место во конкуренција на 55 репрезентации во Австрија. Ивана Стојановска и Ана Стевковска се европски вице-шампионки јуниорки во категоријата двојки. 15 екипи кои што се пријавија на првиот FIBA 3x3 турнир во Македонија беа поделени во 3 групи по 4 екипи, една група со 3 екипи. Се играше раунд робин систем, секој против секого, а најдобрите две екипи продолжија во четвртфиналните елиминацијски надпревари, пошто следуваше полуфинале и големото финале. Во првата група беа српскиот представник Олимп Фудекс, највисоко рангираната екипа на нашиот прв турнир FIBA 3x3, заедно со Камбекс и со Скопски груп. Тоа беше групата со 3 екипи, останатите 3 групи беа со по 4 екипи. Во групата Б беа Dangerous, гостите од Црнагора, кои што се второ рангирана екипа во оваа земја и беа второ рангирани на нашиот прв FIBA 3x3 турнир, заедно со Джигиња, Shooters Mentality и Teammates од Македонија. Во групата С беа екипите на Чебар, гостите од Приштина, потоа Змаеви од Македонија заедно со Кантина и Macedonian Lynxes, исто така две екипи од Македонија. Во Кантина настапуваше нашиот репрезентативец 27 годишниот Марко Дујковиќ, кој што е роден во Куманово, но живее во соседна Србија. Во групата Д беа екипите на Баду Бар, единствената наша екипа пријавена во FIBA пред овој турнир и единствената што учествувала на меѓународен турнир на Челенџер во Романија, заедно со Джезерс од Македонија, Њубиз од Македонија и Болерс for Life, кои што не се појавија и беа дисквалификувани. Се играше одличен баскет, се играше брзо, атрактивно, по секој премен кош топката останува жива и веднаш и припаѓа на противничката екипа, на кош се оди само по офанзивен скок, ако другата екипа оствари посет, топката мора да оди надвор од полето. За 2 поена се бројат 3 секунди под кошот, се пременуваат и останатите правила кои што се кошаркарски, но модифицирани за ваквите турнири. 3x3 баскетот е олимписка дисциплина од оваа година и целта на Сдруженијето 3x3 баскетбал Македонија е да создаде лига, да ги анимира сите возрасти и сите категории со цел да добиеме олимписки представник во Токио. Ова се Try to Fly заедно со Beyond. Everybody to the wild, wild west. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Got the best for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass history. The state where you never find a dance floor empty and pimp street. On a mission for evergreens. Lean, money making machines.
Видовме многу возбудливи потези, а видовме и специјалната Олимпијада на Македонија, нешто подоцна секвенција од надпреварот на овие наши представници на меѓународната сцена. Гостин беше председателот на МКФ, нашата кошаркарска легенда Петар Наумовски. Од учесниците прв за впечатоците на овој прв FIBA 3x3 турнир во Скопје, Македонија ќе зборува Владимир Кузмановски, поранешен кошаркар, победник на повеќето баскет турнири кај нас, член на екипата Кантина. Дел од моментите за незаборав, како Скопје изгледа од птичја перспектива. Не е мал чин во Македонија се организира ваков настан. Организацијата беше на врвно ниво. Самиот турнир беше фантастичен. Ново искуство за нас, во Македонија го немаше ова до сега. Како екипа ние сме задоволни. Инсерти од мечот на Кантина против Macedonian Lynxes од Битола. Кантина го одигра највозбудливиот надпревар во групната фаза против гостите од Приштина, екипата Чебар. Мечот заврши со еден шут пред време, но скорот беше 19-19. На крајот победата до 21 и припадна на Кантина. Се игра 10 минути или до 21 ако се постигне погодок за 2, кога тимот веќе има 20 поени, се бројат 22. Дел од најмладите присутни на турнирот покрај теренот, кој што го донесоа гостите од Црнагора, односно коорганизаторот практично од Црнагора, 3x3 Монтенегро, организаторот на ваквите баскет турнири во Црнагора, кој што несебично и Ajde. Bravo, Vardar, lez. Ajde, sad šutirajte. Kako si ti da kucaš? Ajde. Bravo, lez, mreža da ispinate. Bravo, Aldovi. Ajde sad da šutirate sad. Ostaviće kucanje kad skršite koša. Bravo. Ajde, Jordan, ajde. Pa, dobro. Се играше на 15 и на 16 септември, пошто во вечерниот термин на 16 мечевите продолжија со елиминацијската фаза. По трите рунди во фазата по групи беа постигнати следниве резултати: Олимп Камбек 21-7, Денџерс Джигиња 22-7, Чебар Змаеви 21-9, Бадубар Њубис 21-8, Скопски Грув Камбек 10-21, Шутерс Менталити Тиммейтс 14-11, Кантина Линксис 22-10, Олимп Скопски Грув 21-8, Джигиња Тиммейтс 22-16, Змаеви Macedonian Lynxes 13-16, Њубис Джезерс 21-11, Денџерс Шутерс Менталити 14-11, Чебар Кантина 19-21, највозбудливиот меч, и Шутерс Менталити Джигиња 21-15. Има уште надпревари од фазата по групи и вториот ден на 16 септември се играше дел од мечевите, се играа дел од мечевите кои што беа дел од фазата. Денџерс 14-16, уште еден возбудлив меч, Кантина Змаеви 22-8, Macedonian Lynxes Чебар 17-21 и Джезерс Бадубар 6-21, четвртфинале Олимп Њубис, Кантина Шутерс, Денџерс Чебар и Бадубар Камбек. Ќе видиме и дел од моментите од комбинираниот меч на специјалната Олимпијада и ЖКК Вардар. Уживајте во мајсториите на овие момци и девојки заедно со специјалниот гостин Петар Наумовски. Чувај го, тој е опасен. Чувај го, тој е опасен. Од таму шутирај колку сакаш, како колку сакаш. Следен со впечатоците од овој турнир е Дане Стојковски од општина Центар, општина која што исто така безрезервно се вложи
во овој проект да и помогне на екипата што го организира овој турнир на територијата на оваа наша скопска општина. Она што ние го планираме заедно со Сдруженијето 3x3 Македонија баскетбол, во иднина ќе го промовираме баскетот низ цела Македонија. Имаме одреден план. Екипата која е составена од повеќе луѓе во тоа здружение, несебично се вложи во целата оваа процедура, односно целиот овој настан. Во публиката се виде задоволство од еден ваков ивент, една ваква убава манифестација базирана на баскетот 3x3, FIBA баскетот. Затоа што таа впрочем во иднина 2020 година станува олимписка дисциплина. Инклузивноста ќе биде сеопфатна. Дали ќе бидат младински, училишни и со лица со посебни потреби, недостатоци и така натаму, да покажеме дека нема категории кои нема да бидат офатени за една цел, заедништво, и сите сме исти. Тоа е најбитното. Четвртфинале, први стартуваа Олимп и Нјубиз, Олимп Фудекс и Нјубиз. Според рейтингот и квалитетот, гостите од Србија беа фаворити пред стартот на мечот, што беше потврдено и со резултатот во ова прво четвртфинале, 21-10 за Олимп Фудекс. Гостинот од Белград, од соседна Србија, шампионот на последната серија турнири кај нашиот северен сосед. Иван Поповиќ, Драган Бјелица, Душан Поповиќ и Марко Петровиќ играа за Олимп, а Горан, Николче Трпковски, Симон и Стојче, според регистрираните имиња на сајтот на FIBA, настапија за Нјубиз. Овие имиња се прочитани во оригинал затоа што под овие имиња секој натпреварувач добива соодветен број индивидуални бодови на листата на FIBA во зависност од неговите резултати. Следни настапија Кантина и Шутерс Менталити, две македонски екипи. Во Кантина споменавме дека игра Дујковиќ, потоа Кузмановски, заедно со тренерот во МЗТ Скопје, сега поранешен кошаркар Митко Маринковски, заедно со Дејан Лазаревски, а Мартин Давидков, синот на селекторот Јоранчо Давидков, играше во Шутерс Менталити со поранешниот кошаркар Ненад Станков, Илија Ристовски и Симон Митров. На крајот 16-12 за Кантина во ова второ четвртфинале. Денџерс во состав Владан Ѓукановиќ, Лука Радовиќ, Марко К и Никола Павичевиќ играше против составот на Чеварот Приштина, Фисник Јунику, кој што е највисоко рангиран баскет надпреварувач од Косово, и Албатрит Бериша, Дијамант С и Фикрет Шакири. Црногорците рано поведоа, го задржава водството до крај во најтесното четвртфинале за конечни 18-14. Рейтингот го направи своето, искуството го направи своето, екипата од Црна Гора се пласира на скалило до големото финале. Овој меч беше возбудлив од почетокот до крајот, а последниот надпревар, последното четвртфинале во оваа прва елиминацијска фаза, ја видовме нашата највисоко рангирана и единствена пријавена екипа во FIBA, Бадубар, единствена до стартот на овој турнир, која што единствено има искуство на меѓународната сцена од челенџерот во Романија, во состав Ивица Глигоровски, Живко Манасиевски, Христијан Ристов и Петар Петрески. Бадубар играше против Камбек во состав Дарко Јазаджиевски, Енис Пепич, Константин Мартиновски и Стефан Царич. Убедлив триумф за Бадубар, 21-11. Еве ги резултатите од четвртфиналето. Во полуфиналето Олимп против Кантина, односно Денџерс против Многу сум задоволен од она што го видов во Скопје. Македонија е кошаркарска земја. 2011-та во Литванија беше полуфиналист на Европското првенство. Скопје е кошаркарски град кој што доскоро имаше два клуба во АБА лигата, град во кој што има две славни екипи, МЗТ Скопје и Работнички. Не се ни сомневав дека одзивот на публиката ќе биде одличен, а одлична работа заврши Сдруженијето 3x3 баскетбал од Македонија, кое што се погрижи сето ова да изгледа исклучително професионално, сериозно, и мислам дека сите надпреварувачи се задоволни од она што го видоа во Скопје. Полуфинале, првото за Олимп и за Кантина. Најдобрата српска екипа и една од двете најдобри од Македонија. Имавме два полуфиналиста, Кантина и Бадубар.
Олимп има повеќе искуство, повеќе цврстина во играта, повеќе енергија и повеќе знаење за вакви брзи и елиминацијски надпревари. Тоа е екипа што игра на мастерс турнирите кои што се врв во 3x3 баскетот во светски рамки. Олимп е, да не заборавиме, 7 рангирана екипа на светот. Искуството пресуди во ова полуфинале 20-12 за Олимп. Бадубар и Денџерс во другото полуфинале. Гледавме слична слика и на овој меч, со тоа што Бадубар, иако губеше сериозно, на стартот успеа да се врати во игра, барем за момент. Сепак во финишот црногорците се освестија и финишираа убедливо за конечни 21-16 за пласман во очекуваното финале меѓу двете највисоко рангирани екипи на турнирот во Скопје. Прв FIBA 3x3 турнир во Македонија во организација на 3x3 баскетбал од Македонија. И нашите имаа свој моменти во ова второ полуфинале, меѓутоа црногорците на крајот се радуваа на триумфот. У 3x3 искуство е јако битно. Во 3x3 искуството е многу битно. Екипите од Црна Гора и Србија се малку поискусни и мислам дека тоа пресуди на крајот на овој турнир. Со оглед на тоа што нас како екипа во Македонија ни е прв ваков турнир, мислам дека многу добро се снајдовме, противниците се одлични, тие се шампиони на Србија, другите се на Црна Гора, што игра во финале, но мислам дека прикажа добар баскет, добар турнир, добра организација, целосно нивото на самиот турнир беше одлично. Не ги штедете планките. Ова што сега го гледате е вундеркиндот Мила Србиновска, која што со само 6 години стана европски хип-хоп шампион во конкуренција на 28 надпреварувачи, добитник на многу индивидуални, национални и меѓународни награди. Македонијо, гледај убаво што имаш. Не слушам банки, не слушам банки. Два месеци пеколни ни беа за тоа што планиравме да го направиме и успеавме, мислам дека за прв турнир помина одлично. Одзивот на екипите мислам дека беше доста солиден. Не више од очекуваното е за македонските екипи, така да и публиката ме изненади, не очекував такав голем одзив да се појави. Очекуваме да направиме некоја лига и повеќе турнири следната година, бар да добиеме неколку слота за да можат нашите екипи да видат како се организираат големите турнири во Европа и во светот. Олимп Кантина 20-12, Денџерс Бадубар 21-16, финале Олимпи и Денџерс. Тоа беше Драган Караджовски, председателот на Сдруженијето 3x3 Македонија, кој што ја доби лиценцата од FIBA за организирање на вакви турнири на територијата на нашата земја. Олимп и Денџерс, заедничка фотка пред големото финале, српско-црногорска пресметка на две екипи од двете најразвиени земји во овој спорт во нашиот регион. Велиме спорт затоа што ќе потсетиме 3x3 баскетот доби место на Олимписките игри 2020 година и тоа е целта на Сдруженијето 3x3 баскетбал од Македонија. Се разбира во соработка со Македонската кошаркарска федерација да се испрати репрезентација
Kad se osvoji, zadovoljan si bilo kojim... Кога ќе се освои нешто, не е важно со кој резултат, вели капитенот. Се чувствуваш одлично. Многу сме задоволни од тоа како не примивте тука во вашиот град. Турнирот беше многу квалитетен, екипите беа одлични. Се гледа дека ова е сериозен проект и дека имате сериозни амбиции. Се надевам дека ние ќе ви помогнеме во тоа да го кренете овој спорт кај вас на повисоко ниво. Da dignete to na još viši nivo koji je stvarno zaviden. Наградите за шампионот 1500 евра, втората позиција доби 500 евра, второпласираната екипа. Награди од Македонската кошаркарска федерација. Следеći turnir koji igramo je... Следната наша дестинација е Мастерс турнирот во Мексико Сити, таму очекуваме солиден пласман, ова беше само загревање. Колку само да се потврди квалитетот и ранкингот, рейтингот на оваа екипа, Олим Фудекс шампионот на првиот FIBA 3x3 турнир во Скопје и во Македонија. Мексико Сити Мастерс серијата е нивната следна станица оваа сезона. А Скопје и Македонија го видоа првиот FIBA 3x3 турнир, околу 3000 гледачи проциркулира околу Скопската фонтана тие два дена, 15 и 16 септември 2017-та, задоволни од виденото и од прикажаното. Организаторот исто така беше задоволен од одзивот на екипите и на гледачите, сликата беше импресивна од сите агли. Завршуваме со краток хайлайтс на она што го издвоивме како најинтересно на првиот FIBA 3x3 турнир кај нас. Уживајте и очекувајте неповторно на уште многу вакви турнири. Пријатно!